Толку ли е тешко да се фрли ѓубрето кога си одиш? Пишуваат во коментари. Ако мислевте дека само во Македонија може да се доживее некултура и ѓубре, се лажете. Вирално се шири фотографија од театарот во Лос Анџелес по одржувањето на Оскарите, каде под седиштата е расфрлено ѓубре од шишиња за вода и пуканки. На социјалните мрежи вирално се шири фотографија од Долби театарот во Лос Анџелес, каде во неделата се одржаа Оскарите. Фотографијата ја сподели собственик на веб-сајтот и подкастот Next Best Picture и напиша: "Чистете го подот меѓу редовите сите." На фотографијата може да се забележи дека во горните редови насекаде се расфрлани шишиња со вода и кутии од пуканки и храна. Очигледно, дури и богатите и престижните гости на ваквите настани си ја оставаат културата дома и забораваат да го фрлат ѓубрето што го оставаат зад себе. Дел од коментарите велат: "Богатите луѓе си го оставаат ѓубрето за сиромашните, како и секогаш. Колку е тешко да не го оставиш ѓубрето на подот. Зарем немаше канта?" Додека голем дел критикуваат, има и такви кои образложуваат дека во горните редови не седат познати и богати, туку таму се сместуваат семејствата, пријателите и поканети гости. Сепак ниту тоа не е оправдување, па друг коментар вели: "Не ми е гајле кој седи на овие седишта, чистете си зад себе. Ако го правите тоа дома, зошто да не го правите и во јавност?" Доделувањето на Оскарите е еден од најгледаните телевизиски настани на годината, па со текот на времето стана вообичаено познатите личности да ја користат таа огромна медиумска видливост за да испратат и политички пораки. Додека во претходните години се носеа значки со знак на поддршка за движења како Me Too или Time's Up, гледачите на овогодишната церемонија можеа да забележат црвени значки со мотив на бел гулаб кои ги носеа многу од звездите. Станува збор за официјална значка на организацијата Уметници за прекин на огнот, група составена од повеќе од 500 актери и уметници кои потпишаа изјава со која повикуваат на траен прекин на огнот во Палестина, додека, како што наведуваат, трае геноцид што го спроведува Израел, пренесува Лед Бајбл. Уметници за прекин на огнот е иницијатива на уметници од светот на музиката и филмот која повикува на траен прекин на огнот меѓу Израел и Палестина, ослободување на сите заложници и итна испорака на хуманитарна помош за цивилното население. На иницијативата и се приклучија и некои од најголемите имиња од светот на филмот, меѓу кои Бен Афлек, Педро Паскал, Флоренс Пју, Дженифер Лопес, Ендрю Гарфилд и Бредли Купер. Изјавата ја потпишаа и дел од најпознатите светски музичари, меѓу нив и Били Ајлиш, Зейн Малик, Ариана Гранде и Дуа Липа. Комеморација во спомен на истакнатиот актер Кирил Попхристов Кили ќе се одржи утре во 11 часот во Македонскиот народен театар во Скопје. На комеморацијата семејството, колегите, пријателите и почитувачите на неговото дело ќе имаат можност да се простат и да му оддадат последна почит на уметникот, кој со својата силна сценска појава, искреност, духовитост и препознатлив актерски дух остави длабока трага во македонската театарска уметност и култура. Кирил Попхристов ќе остане запаметен како актер со автентична енергија, со ведар дух и големо срце, како колега кој несебично ја споделуваше љубовта кон театарот. Неговиот уметнички придонест и човечност ќе останат трајно врежани во културната меморија, велат од Македонскиот народен театар.
Актерката Билјана Драгичевиќ Пројковска со монодрамата Кармен учествува на Интернационалниот фестивал на монодрама во Сеул, Јужна Кореја. Монодрамата е инспирирана од делото 5 часа со Марио на Мигел Делибес во драматизација и режија на Дејан Пројковски. Представата е дел од официјалната програма на фестивалот во Сеул. Представата имаше својата премиера на 21 мај 2021 година на малата сцена во Драмскиот театар во Скопје. Таа се уште е на репертоарот на театарот, а Билјана Драгичевиќ Пројковска има освоено и неколку награди за оваа представа.